Благодарам, председателе, почитувана јавност, почитувани колеги, почитуван заменик министер. После вашето обраќање, синоќа јавност сакам да потсетам зошто се обративте. Се обративте затоа што вчера од страна на владата преку вас беа одбиени сите амандмани за заштита на животна средина и природата. Аргументите беа силни, издржани, и сите колеги од влашкото мнозинство знаеја дека ние тоа што го зборуваме сме во право и ретко се јавуваа на било каква реплика и обично кога се јавуваа велеа дека се согласуваат и знаат дека тоа е така. Вие моравте да се јавите прв пат после 2 месеци одека во ова собрание и да терате политика, односно да не подсетите зашто постои статистика како најголема лага која што може да се манипулира доколку се екскомуницира само од еден човек. Вие вчера, почитуван заменик министер, ни кажавте овдека во ова собрание дека ние претениците и јавноста треба да бидеме среќни затоа што само 350.000 евра сте имале во ставката за купување на нов мебел. Во време кога имаме 52.000 луѓе отпуштени во работа, во време кога имаме преку 150.000 вработени кои што имаат намалени плати бидејќи приватните фирми толку приведуваат, пратениците и граѓаните требало да бидат среќни што само 350.000 евра ќе сме потрошеле на мебел. 350.000 евра вие, доколку едно биро е 100 евра, да купите 3.500 бироа во текот на годината. 350.000 евра вие 7.000 столици да купите за администрација. Во време кога народот двај врзува крај со крај, кога бележиме огромни дефицити во рамки на буџетот, граѓаните требало да бидат среќни што владата намалила ставка за нов мебел на само 350.000 евра. Понатаму, за насреќата да и нема крај, ние треба да бидеме среќни што само 28.550.000 денари ќе набавувате за нови возила. Ние треба да бидеме среќни што само пола милион евра, а не се пола, повеќе се, аме по вашето ќе одиме дека се половина милион евра за нови возила. Покрај 2500 службени возила само во посет на државата, баш кај општините, ние треба да бидеме среќни што оваа година владата ќе набави за пола милион евра возила, односно доколку едно возило чини околу 15.000 евра просечно, тогаш ќе набавиме само 33 возила за да се вози администрацијата и функционерите и ние за тоа мораме да бидеме среќни. Епа не сме среќни. Не сме среќни бидејќи живееме во криза, не сме среќни бидејќи имаме луѓе со намалени плати, не сме среќни бидејќи имаме 52.000 отпуштања и ние ќе се бориме тоа да го промениме и ние ќе се бориме овој буџет оваков да не помине на пленарна седница бидејќи оние кои што не плаќаат и нас и вас не го заслужуваат тоа во овие тешки времиња и најмалку што може да направиме за солидаризираме со народот во Република Македонија. Ама не ми кажавте како тоа имаме зголемен буџет за администрација за 20 милиони евра. Значи покрај тоа што со новиот закон предлагате одење во пензија со 62 и 64 години и тоа не може да биде одложно, се ослободуваат 13.000 работни места и наместо да намалите буџет за администрација за 30 милиони евра, вие го зголемувате за 20 милиони евра. И тоа се бројките. И од бројките бегање нема. Во живот на средина вчера амандманите ни зборувате за социјала, и ни кажавте дека во ставка за живот на средина сте имале плаќање незаостанати сметки за струја. Тоа за капитални инвестиции зборувавте исто така. И повторно зборувавте 12 милиарди, 10 милиарди и така натаму, и така натаму. Господине Ковачевски, ние не разбираме милиарди како граѓани. Оние кои што не гласаат милиардите не ги разбираат. И јас не ги разбирам целосно, бидам искрен, не сум економист. Ама граѓаните ги интересира до каде е новиот клинички центар во Скопје. Дали за него има пари во буџетот? Нема. Граѓаните ги интересира што е со патниот правец Велес Градско Прилеп Битола Меджитлија. Тоа ги интересира. Кажете дека и за тоа нема пари. Граѓаните ги интересира што бива со магистралниот пат Гостивар преку Стража до Кичево. Тоа ги интересира. Кажете им дека нема пари. Граѓаните ги интересира каде се ветувањата на премиерот за Чебрен, Галиште, Бошков мост. Кажете им дека и за тоа немате предвидено пари. Граѓаните ги интересира што би на сопругата за Бугарија.
Кажете им нека не сте ни втора фаза почнати, а требаше да имаме крај на втора фаза и дека парите не ги повлекуваат. Тоа ги интересира граѓаните. Ако испаднеме ние дека толку милиарди дадовме за ова, толку милиарди дадовте за тоа, секој ќе биде збунет, ништо не му е јасно, луѓето ги интересира конкретни работи, дали има или нема. А оној кој што зборува со милиарди и кој се труди да ја замае јавноста, обично ги нема овие проекти, бидејќи ако ги имавте вие проекти, немаше да ни зборувате за милиарди, туку ќе ни зборувате за конкретни работи, пластично објаснети, што народот треба да очекува од оваа влада. Ништо не ни кажавте за воздухот, ни кажавте толку милиарди денари ќе инвестираме за воздух. Не, господине Ковачевски, ќе кажете дека буџетот за воздух е намален за 20 милиони денари. За 350.000 евра е намален скоро. Борба против аерозагадување е намалено за 20 милиони денари. Така треба да го кажете. Понатаму, она кое што го чекувам од заменик министер за финансии, да го каже на своевиден преседан експозе за амандман, требаше да ни кажете зошто во вториот квартал имаме минус 9,3 милиони евра странски инвестиции. Во вториот квартал народот треба да знае дека имаме одлив на странски инвестиции за 9,3 милиони денари, а дека во третиот квартал имаме одлив на странски директни инвестиции за 5,3 милиони денари. Тоа вие го продуцирате како вода, ние само го гледаме. Значи, ние луѓе имаме за 15 милиони одлив на странски капитал, прилив имаме. Значи, ние луѓе имаме за 15 милиони одлив на странски капитал, прилив имаме 0, ама тука ќе зборуваме за милиарди. Истовремено, треба да ни кажете дека, например, во соседна Букарија, во втори и трет квартал има 638 милиони евра директни странски инвестиции. Истовремено треба да ни кажете дека во Србија, во втори и трет квартал има 930 милиони евра странски директни инвестиции. Тоа треба да ни кажете. Зошто луѓе имаат по 600, 700, 900 милиони евра инвестиции во време на пандемија, а ние имаме одлив на странски директни инвестиции во вредност од некаде околу 15 милиони евра. Сите одат напред, веќе не тапкаме во место, ние одиме назад по бројки од финансии. И тоа го интересира народот. А не милиарди да му зборувате за капитални, ние толку милиарди предвидовме. Вие ништо немате предвидено, бидејќи ние сме држава која што забрзано се движи кон банкрот. И на крај, суровата реалност е дека 52.000 наши сограѓани останаа без работа, затоа мораме посебна седница да имаме. Суровата реалност е она за кое што се бореат декларативно сите влади во минатото, дека ако си во администрација си подценка, ако си во приватен сектор си на сонце. Еве го излезе. Како почна короната, се намалуваат платите од приватен сектор, се отпуштаат луѓе од приватен сектор, ама администрација е подценка. Истата плата зима и пред корона, и во корона, и после корона. И како после ние да им кажеме на граѓаните, одете во приватен сектор, ќе отвориме нови фирми. Ништо не го помогнавме приватниот сектор. Да, се согласувам, многу пари давте за социјала, многу гласови купивте во социјалата, и тоа е точно, ама вистината ќе си ја видите многу побрзо од тоа кое што го очекувавте. И на крајот, кога зборувавте по министерства каде се е покачено, бидејќи овдека има многу луѓе кои што се залагаа за правна држава, треба да им кажете дека во судството буџетот е намален за 6% и во обвинителството буџетот е намален за 80 милиони денари, односно донесовме закон каде што ги ослободуваме граѓаните од судски такси. Од тука не убедува дека имаме зголемен буџет за судството, имаме намален за обвинителство, бидејќи на оваа држава не и треба правда, не и треба мир, туку и треба мрак, бидејќи оној кој што највисоко седи во мракот најдобро може и да лови. Благодарам. Доколку никој повеќе не бара збор,